Добар ден, чичко Крсте. Добар ден, добар ден. Повели, Тања. Една пратка за тебе. За мене? Да. Значи тоа нема што друго да биде. Не знам со што толку те израдува. Потпиши овде душ. Долго очекуваниот каталог Чичко Крсте. Мини домашен компјутер, знаете ли што значи тоа? Ајде, ние скокнавме во 21 век. Так, според брат ми. Кој реков, ние мислев на нашето семејство, иако ова допрво треба да помине на домашниот референдум, како што вели татко. Вие децата денес сте многу среќни. Добивате скоро секога се што ќе посакате. А во наше време... Знам, баба ми секој ден истото ми го повтори. Ај, довидување, Таничка. Работата не чека. Довидување, душа. Тања, поштарот ли беше тоа? Да, поштарот. Ако го извлече денес добитниот број, за кого е пратката? Па, за мене. Може да се знае што е и од кого е пратката? Па, види вака, знаеш мамице? Не знам де мамице, каже. Вака, јас и бате уште одамна се договоривме да нарачаме каталог за мини домашен компјутер. Опа, значи стигна каталогот, да видиме. Какви можности нуди оваа фирма? Слушам ли јас добро? Мини домашен компјутер, а? Да, токму така, мамо. Добре, другари, како е оваа конференција на Светсов? Не е ова конференција, туку така мала дискусија за прераспределба на домашниот буџет. Амано тие фрази на работа и дома глава ме боли од нив. Домашен, државен буџет. Ќе ми каже ли некој во што работи? Прашај си ги наследниците. И погледни што кријат зад себе. Ајде, миличка на тато, кажи што криете за себе. Ништо особено. Поштарот ни донесе каталог за мини домашен компјутер. И случајно да не помислувате некој да ви го купи? А зошто и да не ни го купите? Повеќето од моите врсници си играат со нив како со играчки, нагласувам како со играчки, а ние уште работиме со стапови, да не кажам моливи, во најкомплицирани ситуации. Па на прагот сме на 21 век. Па на крајот на краиштата јас и бате израчунавме дека нашиот семеен буџет може да го издржи тоа. Тате е економист, мама архитекта, статистички гледано средно добро ситуирано семејство. Не може така. Добро, сине, можеш да ми објасниш како ќе ги изведеме тие акции? Па ние, ако рековме, мислам, не пресековме, еве јас и Тања, го вложуваме нашиот паричен дел од одморот. Тоа не може. Сончањето ви е неопходно. Одморот пред се. Па не мора тоа веднаш, мислам кој ќе присоберете некоја паричка. Што некоја паричка која ќе присобереме? Ти мислиш тоа е така едноставна? А не знаеш ли колку е денес тешко да се заработи пари? Маја, не мораш толку да се жестиш. Па децата баш така не ми е лош планот. Мислам дека мислат добро, еве и по цел ден печатот, радиот и телевизијата труби за тоа, за ерата на компјутеризацијата, разбираш? Јас сиготата ништо не знаев за тоа. Еве, И навистина од каде би знаела? минатиот месец родителите на Горан му купија нов компјутер без поговори. А знаеш ли каква марка? Не знам и не ме интересира. Не ме интересира ако му купиле родителите на Горан. Може би тие имале пари, ние немаме во моментот. Ама не тој Горан, не знаеш за кого зборувам. Знаеме, Горан Каровски, твојот сокласник и прв компањон во сите акции. Тука сте се зезнале малку. Не тој Горан, туку оној татко му што работи во... Слушайте, разбравме. А ти внимавај како разговараш со твоите родители, да не те зезнам јас. Ама не мислам веќе кога почнавте да набројувате. Знаете ли колку мои другари вака си играат со компјутери, Снеже, Саша? Престанете со тоа набројување. Па зарем не гледате дека тоа е едно помодарско хитче? Секој чудо за 3 дена. Досва, сакам да кажам, планот на децата не им е така лош. Еве и јас по цел ден во моето предпријатие се заложувам и барам
Инсистирам да ги користиме компјутерските центри кои се повеќе ги има во нашава република. Почнувајќи од телевизијава, Стопанска банка, Љубљанска банка, Југобанка, Охрид, Прилеп, Битола, Струмица и добро, само тоа е друга работа. Сакав да кажам ова. Треба ние малку повеќе да размислиме, тоест работата да легне, зашто нели како што велат индусите, ноќта е поумно од денот. Васко, те молам позрело да размислиме. Па иначе веќе со години не доаѓа со нас на годичен одмор. Тања за некоја година е исто така. Јас и ти пак сами, како на почетокот. Добро, како на почетокот, немој да се караме. Добро, децата сака да им купиме компјутери, ние не можеме да им купиме, ама тие знаеш ли дека рекоа дека не мора да брзаме. Кога ќе присобереме малку пари, кога ќе се спастриме. Ајде, доста за ти компјутери. Добро, кај е пепелницата? Добро, во оваа куќа има ли пепелница? Не служи за цвеќе, за пепел. Ајде, доста за компјутерите, јас ќе работам малце, а вие сите на своите работи. Јасно? Лото, а? Лото, ти да учиш. Еве, мајка ќе помогне сигурно, мислам, ако се одлучиме, нели, финансиски. Слушај ти, немој да си играш со мене, мајта пи со мајка ми, знаеш? Тие добрите, а јас на парогата, а? Не може тоа така. Немој бе да ме караш. И добро, немој да викаш толку. Ајде, погјаволите со тие планирања и планови, домашни буџети, државни буџети. Балканот си е Балкан. Со едната нога во Европа, а со другата нога во селото. Се плашиме од новото, тоа е. Зошто не се угледаме на јапонците? Знаеш ли ти, нивните деца во што се затрупани? Само некои разни копчиња, само притискаат, а ние овде се караме како некои последни конзервативци, простаци, како едно семејство, образовано, необразовано, интелектуално семејство. Контролирај се, ти почна да навредуваш. Ни на крај памет не ми паѓа да те навредувам, мила. Децата, добро, планот не им е лош, ние не можеме да им купиме сега. Нели? Нема компјутери, нема одмори, нема пари, нема ништо. Тања, знаеш дека сигурно е веќе стасан последниот број на Галаксија? Оди купи го, парите знаеш каде се оди. Илчо, па ти што си застанал, оди си во својата соба и ај фати се за нешто, најди некоја работа, а? Да. А бре луѓе, и ти Васко, и ти Маја, ево вака ве гледам, ве слушам и се чудам што за образовани навистина луѓе сте вие. Прво тој тон со кој разговарате, па потоа што ви значи то може, па не може, па треба, не треба, што мислите, што ќе мислат децата за вас? Мамо, те молам, не мешај се во расправијава. Гледај си го везилото таму. Не, везилото малку може и да почека, а вие ќе ја чуете ова застаренава. Знаете што, јас сметам дека овој вашиот начин на размислување по прашањево за компјутер навистина не е педагошки и е старомоден. Мамо! Доста. Мајка овој пат, сакале не ќе ли е во право. И не чини што се каравме пред децата. Па не чини. Требаше да постапиме како што постапи таа. Мајка... Иако продолжите вака, навистина нема да имате авторитет пред децата. Децата се деца и не заборавајте, тие се врзуваат крпче, така вели народот. Какви деца? Децата не се виновни. Туку Васко. Не го гледате кај тој подетинил. Тргнал сумот на Тања и на Илчо. Убаво е и јас знам да си има се што ќе се посака, но не е возможно, човече. Како не, ако добијам на лото? Па тицото, твое лото, ајде, не трупете се. Слушајте, луѓе, и престанете со ова гракање вакво. Знаете што? Еве вака, многу просто, ќе се откажам од мојата бања, па нема светот да пропадне заради тоа. Слободно! Добар ден. Здраво е. Здраво, Маја. Ајде, побрзо седи. Слушај, јас дојдов, да ти намените понапред. Не е важно, јас почнам да работам. Слушај, тоа значи дека е свршена работата. Денес сигурно добиваме. Како бе сигурно добиваме? Така едноставно. Тука меша прсти компјутерот. А? Знаеш, син ми научил да програмира разни игри на среќа и потоа добива некои можни решенија. Мајка, бе, слушам ли јас добро? Чекај, компјутерот, мини компјутер? Мини. И тој може да се вклучи во акција во... А може ли во комбинациите на лото? Како може, а? Да, може. Абе, како може? Што ти реков јас да те добиваме, нели? Слушај, Кажи. можно е, сето е можно.
Само треба некој да го програмира, некој кој што знае. Абе, ке пробаме? Некој како мене. Добро, еве, како тебе, добро. Пробаме. Слушај, младите го заземаат своето место под сонцето. Слушаш, Маја? Да. Слушај, да оставиме работата, ние да си работиме. Останато е додуше ова само механичката работа. Добро. Умствената е за... Што сега на Мајато не се допаѓа дека ние ја добиваме сега сигурно главната премија. Остави ја Маја и кажев јас дека добивам. Што ме така? На работа. Со што може да ве послужам? Мене едно тенко ако имаш вино и ладна сода. Мене масник. Може да се најде. Ова е домакинска куќа, не е шега. Маја, добре, полек. Ке се снајдеме некако, ке се спастераме паричка оттаму. За нешто друго ке скратиме, нека влезе 21. век во нашава куќа. Филозофи и пол се нашиве деца, па ти како сакаш. Вре, не е прашањето сега дали се нашиве деца умни или не се умни. Од нас се бара да внимаваме на нашиот однос кон нив. И добро е да се реши прашањето, се откажувам од бањата, готово. Леле, луѓе, навистина ако е така како што вели Илчо, дека е тоа влез во 21. век. Па тогаш е вака. Ајде. Ки ги отворам ширум портите и нека влезе во нашиот дом 21. век. Браво, мајка. Еве и Тања се согласува со сетото. Ајде, расположи се малку. Школувањето бара жртви. Прашај ме мене како ми беше со тебе. Значи, вие двајцата решивте, а? Да, решив ми и на здравје кафето. Добро, се повлекувам. Сама против двајца не можам. Така е, ама чекај, те молам, мораш уште нешто да признаеш. Мајка е овој пат едно големо срце. Знае, прво не искара, потоа не вразуми и го одврза кесето. Мајка, не се гожам, овој пат си навистина едно големо срце. Како знае тој. Маја, види кој е Ало? Те препознав. Некако засипнато ми зборуваш. Не, секојдневна атмосфера. Мама, Васко и јас. Децата излегува надвор. Да дојдеме сите вечера на гости. Ви стигнал компјутерот. Ај, нека ви е честито. Ке дојдеме, секако ке дојдеме на една чашка. Ајде, здраво. Епа, нека ни е на здравје. Јас се изнасмеав, кој беше тоа? Весна и Огнен. Им стасал компјутерот што го порачале за нивната керка. Па сакат да не поканат на гости. Гледаш? Што е, Илчо? Јас ги решив домашните задачи, па би излегол малку ако може. Море ти, јаво. Ајде, спасти се малку, види како си. Ајде. Која е новата снашка, син? Добро, стари, немој да се извлекуваш Што ти? Добро, сам, ајде, помина тие стари времења, ајде кажи што е работа. Ти мала права, нели? Можеш и подобро да се однесуваш со татко, ти знаеш? Нема проблем. Добро, само пред малку тебе нешто не ти беше јасно. Ева, баба, еве повели кусур. Не, Браво, Тања. овој пат задржи го кусурот, зашто, како што вели татко ти, јас сум едно големо срце. Знаеш. Добре, ајде, тато, навратете после кај мене, вака заеднички да го разгледаме тој каталог, Белки ќе излезе нешто на добро. Значи купуваме. Еј, деца. Ајде сега една поза за вечна фотографија. Добра идеја. Може. Оди, мајка. Така. Малку десно. И тука, Вака, ти вамо. Вака. Може. Насмевка? 3, 4, птичка.